Општите лекари, специјалистите, медицинските сестри и другите здравствени работници од Кочанската општа болница, здравствен дом и Центарот за јавно здравје Кочани, предитната медицинска помош се собраа на протест да го искажат својот револт за инцидентот што се случи пред неколку дена на Клинички, кога нивен колега, хирургот Љубомир Огненовиќ, беше застрелан на клиниката за дигестивна хирургија во Скопје. Изразија солидарност за својот колега, но побараа и поголема соработка со здравствените власти. Нивните барања се итно да се донесе закон за лекарска дејност, со кој ќе биде заштитена лекарската фела. Преку протест бараат да се почитува достоинството и дигнитетот на белиот мантил, оти се чувствуваат дека се на работ на бездната и секогаш ставени на тапет и дежурни виновници за сите случувања во здравството, а неретко им е загрозен и животот. На крајот додадоа дека не постои лекар кој што сака и кој што има за цел да повреди пациент или намерно да му го загрози животот, туку максимално се грижат до крај за сите своји пациенти. Денешниот собор е на лекарската фела и на целиот медицински персонал во Општа болница Кочани, здравен дом, Центар за јавно здравје, да изразиме поддршка за колегата Љубомир Огненовиќ кој имаше трагичен настан во понеделникот и да изразиме револт кон се она што се случува после тоа и пред тоа, односот на сите институции према нас како лекари, како луѓе во бели мантили. Последните неколку години односот е толку лош во таа смисла што секој наш потек, секој наше движење се следи и се чека момент само да се направи нешто за да бидеме ставени на линчот на зидот на срамот. Меѓу другите барања, лекарите го истакнаа и барањето за оставка на министерот Тодоров од функцијата. Па од сите барање се придржуваме кон тоа барање, кон барање на оставка на министерот, за да може да се преземе нешто во нашата фела. Се обезбеди достоинство и дигнитет на белиот мантил, да се обезбедат подобри услови на работа, бидејќи работиме под голем притисок, правата на пациентите се задоволителни, но правата на лекарите ги нема никаде. Лекарите побараа да учествуваат во носење на законите на здравствената дејност и со тоа да ги подобрат своите позиции во општеството, како и квалитетот на лекување на пациентите. Тие бараат рамноправно да учествуваат во подготвување на новата законска регулатива, која пак би овозможила подобра заштита на нивниот углед, но и достоинствена плата. Протестот нема да продолжи во наредните денови, но тоа не значи дека лекарите ќе престанат да ги бараат своите права, ќе продолжат со преговори со Министерството за здравство.